Денешниот ден секогаш е организиран од претходно. Нема изненадувања, барем најчесто. Така е за Јане Стаменов, питомец на Воената воздухопловна академија на САД и втор македонец кој некогаш завршил студии тука. Сакавме да го посетиме лично во академијата, за да дзирнеме во неговиот живот изминативе години. Не спречи пандемијата. Се видовме на Skype, како што и впрочем се одвива животот деновиве. Навиките кои што ги стекнав на академијата, кои што резултира со дисциплина, односно работна етика, кои што ги стекнав на академијата, потоа личната организација, како и ефективно управување со моето време, се некои од навиките, односно вештините кои што ги стекнав за време на моето 4-годишно образование. Сите овие вредности водат до 18 април годинава, кога Јане дипломираше на академијата. Поинаква свеченост поради пандемијата, но резултатот ист – чиста среќа и гордост. Но Јане зборува и за поинаков успех. И покрај сите други успеси кои што ги стекнав на академијата, односно објективни успеси, како што мојата диплома, мислам дека вистинското богатство на моето искуство на академијата лежи токму во овие пријателства кои што ги направив на академијата, кои што ќе ми служат понатаму во живот. Потекнува од семејство со традиција на служба во армијата, но само тој имал интерес за авиација. Така и се нашол на оваа академија, каде завршил проектирање и дизајн на млазни мотори за авиони и хеликоптери. Летањето за мене представува еден процес на намирување на предизвик, бидејќи самиот процес на летањето е комплициран и се потребно е многу време да се научи како се управува едно летало, и самиот процес на надминување на овој предизвик е тоа што ме мотивира за да сакам, односно да го живеам мојот сон од детството, да станам пилот и да научам што повеќе за авиацијата. Јане ќе се врати во Македонија, каде ќе работи како офицер, но не се откажува од авиацијата. Сака да стане пилот во Центарот за воздухопловни единици на армијата. Исто како и неговиот цимер и сега пријател Манзи, кој ќе биде пилот во Аризона. Тие пријателства кои што ги изгради во првата година траат уште ден денес, а сигурен сум дека ќе продолжат да траат и понатаму во мојот живот, односно по моето враќање во Македонија и за време на мојата служба во Македонија, и сигурен сум дека ќе им помогнат во мојата професионална кариера, односно во билатералните односи помеѓу САД и Македонија, како и во мојот приватен живот. За деновите на будење во 6 часот наутро, редовни смотри, марширања, воена обука, физичка подготовка и домашни задачи до кој знае кога во ноќта. Јане им кажа благодарам на семејството, но и на Александар Коцев, првиот македонски дипломец на оваа академија. Пред него сега е нов свет, во кој сака да лета. Нешто што, вели тој, го прави љубопитен и го ослободува од страв од непознатото.